Вести на Слободна ТВ. Министерството за надворешни работи упати јавна реакција и осуда за, како што се наведува во соопштението, вчерашниот израз на говорот на омраза, што можеше да се забележи во текот на фудбалскиот надпревар меѓу репрезентациите на Македонија и Бугарија. Спортските настани представуваат највисок израз на принципите на фер однос, меѓусебна почит и надпревар во спортски дух. Злоупотребата на овие настани за ширење на омразата и нетрпеливоста представуваат суштинска спротивност на нивната основна замисла, се наведува во соопштението на МНР. Министерството додава дека Македонија и Бугарија и во иднина ќе продолжат активно да работат на унапредување на меѓусебните односи како земји сојузнички во НАТО, идни партнери во Европската унија и пред се добри соседи. Во Брисел денеска ќе се одржи состанок за поглавието 23 правосудство и фундаментални права, со кој завршуваат објаснувачките скрининг состаноци за кластер 1 темели. Вчера се одржа објаснувачкиот скрининг состанок за уште една област што првпат се воведува во пристапните преговори – функционирање на демократските институции во рамките на кластерот темели, што е основна вредност врз која функционира Европската унија. Скринингот за усогласување на нашето законодавство со тоа на Европската унија официјално почна на 15 септември и според очекувањата на вице-премиерот Бојан Маричич ќе трае до ноември 2023 година. Европската комисија потоа подготвува извештај од скринингот кој меѓу другото содржи и наоди и оценка на комисијата за степенот на усогласеноста, капацитетите и заклучоци и препораки соопштуваат од секретаријатот за европски прашања. На самиот почеток на скрининг процесот вице-премиерот Маричич изјави дека според некои проценки досега сме усогласени на околу 40% со законодавството на Европската унија, значи скоро половина, а тоа значи вели дека сме ги искористиле добро овие 17 години чекање за да ги почнеме преговорите во некои области и дека сме на повисоко и подобро ниво од државите кои веќе преговараат со години како Србија и Црна Гора. Практично скринингот е таа фаза на дијагноза до каде сме и што треба да правиме, рече Маричич. Во однос на тоа дали се очекуваат потешкоти во некои области во усогласувањето на законодавството и каде имаме слабости, Маричич каже дека многу работи не очекуваат во вториот кластер, внатрешниот пазар, а исто така и во првиот кој што е најважен, а тоа се темелните вредности. Продолжува собраниската расправа за кризната состојба во енергетиката. Собраниската комисија за одбрана и безбедност пети ден ќе расправа за продолжување на рокот за постоење на кризната состојба на целата територија на државата заради недостиг на електрична енергија и состојбите на пазарите на електрична енергија, како и за постоење на кризна состојба на подрачјето на град Скопје заради недостиг на топлинска енергија, можноста за користење на алтернативно гориво и состојба на пазарот на топлинската енергија. Вчера на седницата дискутираа само пратениците од редовите на ВМРО ДПМН, кои обвинија за неспособност при менаџирањето со кризните состојби во државата. Од владата пак вчера соопштија дека се бараат соодветни решенија и порачаа дека граѓаните на град Скопје ќе имаат парно и согласно законот за енергетика за гарантирана јавна дејност да се врши во целост без прекин. Потенцираат дека се бара најдобро решение за обезбедување на најниска цена на газ или мазут со цел да се спречи ценовен шок и да не поскапи парното. Сепак од компанијата БЕК производство се децидни дека немаат правен основ да располагаат со топланите, немаат обврска за продолжување на вршење на дејноста во новата грејна сезона, ниту пак финансиска можност и кредитна способност за набавка на гориво за производство на топлинска енергија. Од регулаторната комисија за енергетика соопштија дека обврската за вршење јавна дејност регулирано производство на топлинска енергија престанува со денот на издавање на лиценцата во случајот нов вршител на дејноста. И според вице-премиерот за економски прашања Битичи, се додека не се избере економски оператор БЕК мора да испорачува топлинска енергија. Тој посочи дека согласно законот БЕК мора да има и резерви на газ и други суровини да обезбеди топлинска енергија. Грејната сезона стартува на 15 октомври. Парламентарното мнозинство е стабилно, а владата е фокусирана на менаџирање на кризата како и на скрининг процесот на Европската унија, тврдат владачките партии по пребирањата во Демократската унија за интеграција. За информациите поврзани со ДУИ вчера на пресконференција одговараше министер за надворешни работи Бујар Османи, кој воедно и портпарол на оваа партија. Тој ја нарече лажна вест информацијата за неговата смена, посочувајќи дека таа не заслужува никаков коментар. За отвореното писмо од група членови на ДУИ Османи рече дека во партијата
има големо ниво на демократија и секој може да го каже својот став, но дека последниот збор го има лидерот Али Ахмети. Прашан за тоа, дали внатрипартиските превирења ќе влијаат на стабилноста на владата, Османи рече дека дуи е фактор на стабилност изминатите 20 години и дека така и ќе продолжи. 20 на незадоволни членови на ДУИ, меѓу кои Муса Џафери, Изет Меджити, Невзет Бејта, Блерин Беџети и Висар Ганиев во отворено писмо побараа внатрипартиска дебата за да се надмине состојбата и го повикаа лидерот Али Ахмети да го искористи својот политички и статутарен авторитет за да изнајде решение за зачувување на партиското единство. За состојбите во партијата тие го обвинуваат Артан Груби. И од владеачката СДСМ излегува со тврдење дека мнозинството е стабилно и дека владата работи на менаџирање на економската енергетска криза и на скрининг процесот, а дека превирањата во ДУИ се внатрепартиска работа. Украинските и руските сили продолжуваат со тешките борби во неколку делови во Украина, додека денеска се очекува да привршат референдумите во самопрогласените народни републики Донецк и Луганск и во регионите Херсон и Запорожје, украински територии кои според Москва имаат намера да се приклучат на Русија. Украинскиот претседател Володимир Зеленски изјави дека регионот Донецк на истокот на земјата останува главен стратешки приоритет за неговата земја, како и за Русија, каде се водат борби за неколку градови, додека руските трупи се обидуваат да напредуваат на југ и на запад. Москва верува дека ќе ги припои регионите Херсон, Луганск, Донецк и Запорожје на исток и југ, кои сочинуваат околу 15% од Украина по референдумот организиран од тамошните проруски власти. Гласањето за приклучување кон Русија започна во петокот во тие региони и се очекува да заврши денеска, а рускиот парламент би можел да го одобри пристапувањето во рок од неколку дена. Американската вселенска агенција НАСА доцна синоќа со вселенското летало DART успешно удри во астероид. Тоа беше историска мисија бидејќи беше прв планетарен тест за одбрана на Земјата од потенцијален удар со промена на правецот. Целта на мисијата е да се заштити Земјата од потенцијален судир со НЕО, што е името на НАСА за објект близко Земјата, астероид или комета што може да се приближи до орбитата. DART е првата мисија која се обиде да го смени движењето на опасен објект со цел да се спречи истиот да удри во земјата, велат од НАСА. Во 2016 година НАСА ја основа Канцеларијата за координација за планетарна одбрана за рано откривање на големи закани од НЕО, најмалку 30 до 50 метри, што би можеле да ја оштетат површината на земјата и да ги следат траекториите на овие објекти. Астрономите во моментов не знаат дали земјата е загрозена од НЕО. И времето денеска променливо облачно и нестабилно со локален пороен дожд, грмежи и температура од 17 до 25 степени. Во Скопје променливо облачно со сончеви периоди, попладне во делови од котлината нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер и температура до 24 степени. Ова беа најновите вести на Слободна ТВ.